Многу ми е драго што денес учествувам на оваа дебата, бидејќи деновиве сме сведоци дека тоа што го гледаме и го слушаме и се одвива веќе 30 на години во правосудството, сега ја доживува својата кулминација. Ниту една власт во Република Северна Македонија не успеа да се воздржи од влијанија врз правосудниот систем, и токму тоа доведе да постои една таква матрица, толку јака матрица, која што дури ни на самите судии не им дава простор да веруваат во системот чиј дел се и самите тие. Што останува за граѓаните кога гледаат дека токму највисокиот орган, оној кој што треба да представува чувар на професионалноста, честноста, одговорноста и отчетноста на судиите, се дрзнува со една дури дегутантна лагодност да го прекршува законот не на една седница, туку на 2-3 седници, да си избира нов председател, кој патем речено, сакајќи да ги покаже своите високо морални квалитети, изјавува дека верува во Господ и смета дека тоа е нешто најважно што треба да го знае народот, за кој што понатаму тој судски совет треба да работи. Она што е страшно во нашата држава е дека и јавната администрација, и правосудството никогаш не сватија дека треба да им служат на граѓаните. Дека тие треба и работат за да испорачаат правдата на граѓаните. Не, кај нас постои и веројатно ќе постои уште подолго време свеста дека тој што му помогнал на судијата да дојде на судиското столче е тој кон кој што тие треба да го покажат своето благодарам и ќе постапат на начин како што ја одговара на курентната политичка, да речам, политичка структура во земјата. Истражувањата на ОПСЕ покажуваат дека судиите и самите не покренуваат судски постапки кога се незадоволни од изборите или унапредувањата на судиите. Судиите се плашат да зборуваат за тоа што се случува во правосудството, а при тоа се вреѓаат кога ние, кои што го следиме правосудството, ќе излеземе со констатација дека правосудството е корумпирано. Се вреѓаат заради тоа што ги ставаме во исти кош што тие судии кои што се навистина корумпирани и се избрани по партиска линија. Јас би им порачал да не се навредуваат, туку напротив, да излезат и да ги употребат правните средства што им стојат на располагање. Ако можеме ние секојдневно на странките да им го даваме тој совет и да им кажуваме дека тие механизми постојат во нашиот правен систем за да се искористуваат од самите граѓани, тогаш е навистина небулозно што судиите молчат и во оваа ситуација. Навистина, постојат и за мене самата постои дилема како да излеземе од оваа ситуација и како членовите на судски совет да бидат предмет на една непристрасна и да речам неоптеретена дисциплинска постапка, бидејќи токму тука постојат недоречености во законот. Меѓутоа тоа се може да се уреди. Се направија измени во законот за судиите да бидат мотивирани, начинот на оценување, не само квантитативно, квалитативно. Се направи методологија на оценување на суди. Значи, се направи напредок од аспект на она што значи законска регулатива. Меѓутоа, повторно на крај се сведуваме на истата констатација. Каква и да имате законска регулатива, ако немате одговорни професионални чинители кои што треба да го спроведуваат законот, тогаш све ви е џабе. Остануваме на оваа позиција и ќе остануваме доколку, повторно ќе речам, судиите не смогнат храброст, чест на одредени исклучоци, особено на судиката која што беше разрешена и конечно кажа нешто што се случувало во судскиот совет. Немојте да заборавите, секоја власт нема да не ги трга шепите од правосудството, затоа што правосудството е многу моќно орудие за одржување на власта, за плаќање на долговите кон коалиционите партнери, за удоволување на барањата на партиското членство кое што секогаш има многу високи апетити. Благодарам.